Почитувани граѓани, почитувани новинари. СДСМ продолжува со вистинска грижа за македонските граѓани. По цели 15 години, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Димитар Ковачевски потпиша нов општ колективен договор за јавниот сектор со синдикатите. Со новиот општ колективен договор дополнително се унапредува заштитата на работничките права и условите за работа. Со постигнатиот договор, веќе во септември, околу 130.000 вработени во јавниот сектор ќе добијат повисока плата за 10%. За овие вработени исто така обезбеден е регрес за годишен одмор, односно К15 во висина од 10.000 динари, што ќе се исплати до крајот на годината. Со новиот колективен договор утврдена е и нова методологија на плата, која ќе се спроведува од март 2025 година, а износот на минимум К15 ќе биде во износ од 30% од просечната нето плата. На тој начин обезбедуваме законска рамка за раст на платите во јавниот сектор, за никогаш повеќе зголемувањето на платата да не зависи од нечија политичка волја. Грижата за граѓаните од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е видлива и постојана. Минималната плата од времето на ДПМН ја зголемивме за над 100%, а просечната плата за работниците за над 70%. Во образованието платите ги зголемивме за над 36% во изминативе 5 години. Вработените во здравство во 3 наврати добија зголемување на платите, а зголемување на платите обезбедивме и во армијата, Министерство за внатрешни работи, судството, детска заштита. Сето ова влијае на подигање на животниот стандард на граѓаните, на работниците и унапредување на условите за работа во јавниот сектор. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го цени и вреднува трудот на работниците. Продолжуваме со вистинска грижа за сите граѓани. Ви благодарам.